Хотелските и угостителските работници да бидат меѓу првите за вакцинација, ова се дел од барањата кои Хотелската асоциација ги испорача до Агенцијата за поддршка на развој на туризмот. Крсте Блажевски, прв човек на Хотам, го имам на скајповска линија. Господине Блажевски, добре дојдовте во студио 10. Добре ве најдов. Добро утро на сите. Се слушаме. Барањето е поврзано, предпоставам, со спас некако на туристичката сезона и затоа барате сите хотелски и угостителски работници да бидат меѓу приоритетните за вакцинирање. Секако едно од главните барања е тоа како да се стигне до една безбедна дестинација, како да се направи гостинот да се осеќа безбедно во нивните престои во Република Македонија. Едно од главните барања и како тоа маркетиншки треба да се постигне, нели, е да сите бидат вакцинирани на еден начин и да гостинот биде, нели, безбеден од вработените кои му даваат услугите за неговиот одмор или за неговиот повеќедневен престој во државата. Бележите поприлично големи загуби и затоа и споменавте дека ова е едно од барањата. Што мислите, каков би бил одговорот, бидејќи имавте вчера средба и со Агенцијата за поддршка и развој на туризмот, ќе биде пренесено ова барање, мислите ли дека ќе излезат во пресред надлежните? Се надеваме, затоа што имавме една од најлошите години во минативе неколку децении, значи општо за туризмот во целиот свет, но и не беше избежно и во Македонија. Значи имавме падови од 70-80% и се надеваме дека во овие нови времиња и нови барања нови трендови во туризмот прво и првенствено е како да се осеќаме безбедни во дестинациите каде што ќе патуваме. Исто може тоа да го направиме и од наша страна кога би оделе во некоја држава, првиот избор ќе биде, нели, дали е безбедно да се оди таму. Со сето ова се надеваме дека ќе стигне, нели, слухот до надлежните институции, дека да ќе биде земено во предвид тоа и за подобро и за граѓаните на Република Северна Македонија, но исто така и за сите, нели, туристи кои би дошле и од надвор. Посебен таргет ќе биде ставено на создавање слободно патување со Холандија и Полска за враќање на авиолиниите со цел годинава да се вратат и холандските туристи. Сакам само да ве прашам, за колкава бројка станува збор на хотелски и угостителски работници за кои што велите дека да бидат во приоритетите за вакцинирање? Тоа се отприлика околу 6 до 7 илјади вработени, значи по 2 вакцини доаѓаат во предвид некои 14 до 15 илјади вакцини кои би ги вакцинирале, да речам, сите вработени во таа индустрија. И само уште едно прашање. Минатата година беше катастрофална не само за нас, туку генерално на цело ниво. Мислам дека хрвативе нешто успеат да спасат заради COVID-19. Какви се плановите за годинава? Кои се вашите очекувања? Нашите очекувања за годинава секако дека треба да направиме подобра година од минатата, но далеку сме од резултатите кои ги постигнувавме во 2018-2019 година. Значи се со цел да бидеме некаде измеѓу, да можеме барем да ги покриеме трошковите и да не бидеме во загуби како што беше минатава година. И со тоа некако да таа пандемија биде спласната и во текот на 2022 година да може да се враќаме према години каде што би можеле да остваруваме и профити. Минатата година колкави се загубите? Вие меѓу другото го работите и тоа. Колку вие лично имате загуба? Вака сега, ако може да кажеме дека од приходите и расходите, ако минатите години правевме некои си профити, оваа година направивме приходи со минус 60-70, некои и 80%, нели? Тоа е преголема загуба со оглед на трошковите кога би ги ставиле, нели, во оваа област. На крајот после трошковите останува многу мал дел на заработка и приходи, значи се работи за некои 10-15% од обртот би останале во приход. Така да ако сме минус 70%, сега може да рачунаме колкави се загубите.
Оваа година, очекувањата, мислите дека нешто би се нивелирало, би се успеало да се спаси? Ланската година беа генерално домашни туристи, меѓутоа пак тоа беше некако онака со страв, со се, меѓутоа проценките кои се за годинава, бидејќи вие велите оваа година очекуваме така да нивелираме, веќе од следната година некакво, ако може така да се каже, некој позитивен резултат, меѓутоа ништо не се знае кога е опрашање COVID-19. Па со оглед на ситуацијата нели во Европа како е, не очекуваме дека тие чартер летови, ако ги добиеме тие чартер летови, дека дел од таа летна сезона би ја спасиле со странски гости. Секако дека домашните гости се добре дојдени. Може да се спомне исто така дека оваа година ваучерите се поголеми од минатата година, значи минатата година беа 100 евра и беа многу малку искористени, значи 50% од дадените ваучери беа искористени. Тоа беше една од главните причини зошто не беа искористени, заради што беа многу помала вредност и самите гости не можеа да направат патување подалечно, да направат трошкови и за 2 дена да се вратат дома, нели. Со оглед на ова дека се 250 евра, мислиме дека тој дел ќе покрие еден поголем процент од ноќевањата во туристичките зони во Македонија и со дополнување на многу е битно нели да почнат да работат чартер линиите и странските гости да бидат присутни на општо нели до Охридско-Струшкиот регион се најмногу во летниот период, но и преку и во цела држава. Така. Ви благодарам што бевте дел од Студио 10. Благодарам. Поздрав. Крсте Блажевски, прв човек на Хотам, слушнавте, хотелиерите и угостителите, односно хотелските и угостителските работници, бараат да бидат помеѓу првите за вакцинација. Ово се дел од барањата кои тие како Хотелска асоциација ги испорачаат до Агенцијата за поддршка и развој на туризмот. Помеѓу време се креираат и протоколите за патување и сместување во хотелскиот сектор кои ќе бидат усогласени со оние во Европската унија. Ќе има засилени безбедносни контроли, меѓу кои сертификати за озонирање на собите. Очекувањата се дека и годинава туристичката сезона ќе биде исполнета со 65% домашни и само 35% гости од регионот.